Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. На Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, денеска Светата Црква повторно сето свое паметење, сето свое знаење, света своја љубов им го посветува на учениците Христови, со тоа што вчера ги славевме првоврховните апостоли Петар и Павле, а денес соборот на светите апостоли Христови. Сите 12 апостоли и ученици Христови. Во денешното кратко свето Евангелие чувме како Христос ги избра 12 апостоли, меѓу нив и Јуда од Кариот, Искариотскиот Јуда, предавникот Христов. И сето тоа си има своје значење, се ради. Зошто него, зарем таков извор прави човек што се знае, некој кој што е Бог, вистински и човек вистински. Секако дека не, секако дека тој избор е намерен, за да се потврди фактот дека луѓето во него, во Христа се целосно слободни личности. И никој не действува под присила. Токму тој момент е застапен во животот на историската црква Христова, во животот на Светата православна црква, во која што покрај неброените свети луѓе има и неброени јуди искариотски, кои што се тоа по свој слободен избор, а Христос го почитува повикот упатен до сите да станат црква Божја и во Светата црква Божја да најдат спасение за себе си, да постигнат совршенство на собствената личност, имајќи го пред себе за мера совршенството Божие. Бидете совршени како што е совршен вашиот Отец небесен. Тоа е волјата Божја. Таква е желбата Господња, упатена кон секој човек. Но волјата и желбата на луѓето не секоја се совпаѓа со волјата и желбата Божја. И затоа ние го имаме Јуда меѓу 12 и јуди меѓу безбројните во црквата Господ. И Христос сето тоа го трпи, го поднесува и покрај тоа што го знае. Дарот на слободата еднаш од Бога даден е за секогаш. И Бог не секае за тоа што ни го дава. А од тоа како ќе се користиме со даровите Божи зависи нашето спасение. Ако се случи правилна употреба на истите, еве го спасението. Ако се случи злоупотреба на даровите Божи, еве ја пропаста наша. И гледајте, или за едното, или за другото, сосема слободно, без присила, се определува. Потоа во исто во Свето Евангелие, иако кратко велам, али многу нешта се кажани, зошто Христос ги избра 12 апостоли. Да ја знаат вистината Господ, вистината за троичниот Бог, преку вистината за Богочовекот Христос, Синот на живиот.
и да ја проповеда, да ја распространува насекаде по светот. Тоа е, значи, првата улога на апостолската служба. Да проповедаат и да ја сведочат вистината Господа. Втората улога, што апостолите ја има, е да лекуваат болни. Да лекуваат болни, браќи и сестри. Зашто сите што грев имаме, сме болни. Сите. Гревот е причина на болестите наши и современата медицина таа неповитна вистина не ја спори. Болестите на телото таа дознава и тврди дека има психогено потекло. И затоа, браќи и сестри, Црквата Божја преку светите апостоли, сведоците на вистината за Троичниот Бог, сведоците за вистината на човекот, неговата природа и личностите во кои што се пројавува истата. Вистината за светот, за космосот, во кој што човекот од Бога благословено живее. Имаат и дар да лекуваат. Да ги лекуваат нашите болни тела, да ги лекуваат нашите болни души, да го лекуваат духот, заболен зарад негрижата наша и оддалечувањето наше од Бога, изворот на секој спасителен дух. Значи, во таа смисла, во првиот случај црквата е училиште. Таа не учи за вистината Господња преку сведоците на истата таа вистина. Во вториот случај црквата е болница, бидејќи таа не лечи од сите болести наши. И третата функција што апостолите ја добиле од Христос при моментот кога биле повикани, односно избрани, е да истеруваат бесов. Пред некоја седмица имавме Евангелие на таа тема за демонолошката димензија од животот и постоењето на човекот и светот. Отпаднатите, некогаш бели ангели, а сега зарад непослушноста своја кон својот Творец и животодавец, оцрнети и потонати во бездната од безсмислата на животот и постоењето, демоните имаат за цел да му се противставуваат на Бога во се, да изразуваат екстремна непослушност кон Творецот на секое создание. И причина за тоа отпаѓање е гордоста нивна, самоувереноста дека можат во се, па дури и на планот на природата, да се изравнат со својот Творец. Во црквата, драги мои, че се случува и екзорцизмот, истерувањето на бесовските сили, од кои што човекот е напаѓан и не често освојуван, но не затоа што тој има мог и сила да освои, туку затоа што ние од Бога оттуѓените ги отклучуваме седумте
клучеви од портата за влез во нашите срца, за оној кој што треба да го нарекуваме непомјаник, некој кој што треба да биде најмалку присутен во нашиот живот и најмалку спомнуван, како некој од кого што еднаш за секогаш сме се одрекле во денот на нашето каштевање со вода и Дух Свети. Се ова е кажано, запишано во денешното Свето Евангелие. Затоа, најмили мои, Светото Евангелие, односно Светото Писмо, е книга без која што не смееме да живееме. Зашто недоволно е да ја читам. Таа книга не е доволно да се чита. Таа книга треба да се преточи во наш собствен живот. Таа книга треба да ја живееме, да ја оживотвориме со собствениот и во собствениот наш живот. Амин. Премудрост, простом стоејќи да го слушаме Светото Евангелие, мир на сите. Ке се чита од Светото Евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во на време, еден од фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејќи почна да ги мие нозете негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миро. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејќи, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, сине, имам нешто да ти кажам, а тој одвети, учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни за мударац. Едниот му должеше 500 пенези, а другиот 50. Ама бидејќи нема тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува. Симон одговори и рече, мислам оној кој повеќе го прости. А он му рече, право пресуди. И кога се заврати кон жената, му рече на Симон, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, тој ми вода за нозите ми даде, а таа со солзи ми ги обие нозите и со косите своја ги истри. Тој ми даде цели, а таа откако влегов не престана да ги цели на нозите мои. Ти со миро ме помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозите мои. Затоа ти велам, неизи се простуваат многу гревови, оти невозливи многу, а кој малку се простува, мала љубов има. Неизи пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаа да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува. На жената пак и рече, верата твоја те спаси.